Крлежите се главните причинители за појава на болестите ерлихиози и анаплазма кај домашните миленици, пред се кучињата и мачките. Неизразен период за заболување на животните е токму овој пролетниот, кога присуството на крлежите е најзастапено, а можноста истите да се најдат на нив е повеќе од веројатна. Со кои симптоми се манифестираат ерлихиозата и анаплазмата? Кај ерлихиозата карактеристично е зголемувањето на температурата, односно животното е малаксано, летаргично, одбива да се храни, почесто лежи и исто така има еден симптом кој што е доста карактеристичен за неа, тоа е краварењето од носот и од устата. Разликата помеѓу ерлихијата и анаплазмата е тоа што кај анаплазмата се истите симптоми плюс значи се наблюдува диареја, односно пролив, а исто животните повраќаат од оваа болест. Како се лекуваат спомнатите болести и кои се советите до собствениците на домашните миленици за нивна заштита од овие болести, односно крлежи? Лечењето на овие две болести е со употреба на антибиотици, тоа некаде до 30 дена, значи различни тетрациклини, окситетрациклини и доксицилини. И мораме да кажеме дека самите собственици за да ги заштитат своите љубимци од крлежи, а и да се заштитат и тие, морат да стават на своите љубимци ампули против крлежи. Бактеријата како главен носител на ерхелиозата и по лекувањето, зацкриена може да обстои во организмот на излеченото животно. Затоа, дополнуваат ветеринарите, потребно е по лекувањето кучето или мачката почесто да бидат подложени на ветеринарни прегледи.